Ехо от Вселената. Ехо от Вселената. Поздрав до сите љубители на Вселената, поздрав и за оние кои само така сакаат да го наслушуваат ехото што ни го испреча Вселената до нас. Добра ви вечер. Денеска во рамките на нашата емисија Ехо од Вселената ќе зборуваме за 2012-та. Денеска е 20 декември, а според сумерските цивилизации, но и најавите на некои автори, книжевници, па и научници, на утрешен ден, по 3 години, се предпоставува катаклизма на планетата Земја, а како основна причина се најавува судирот меѓу нашата планета и така наречената планета X, односно, според сумерската митеологија, планетата Нибиру. Што вели науката? Прво прашање за нашиот гостин овде во студиото Зоран Милчевски, кој ни доаѓа од Скопското астрономско друштво. Добро вечер. Па, уште од пред 10 години беше најавена оваа катаклизмична појава, дека ете наводно 2012 година ќе дојде некоја планета X или планета Нибиру, значи според сумерската митологија, која што ќе се судри со ќе се судри со земјата и при тоа нормално ќе настане некоја катаклизма, кој што рековте. Сега од каде доаѓа некоја или целосна Зоран? Па евентуален судар со било какво огромно не тело. Застрашуваат дека тоа ќе биде целосен потоп. Па да, не само потоп, мислам потопот ќе настане уште откако таа ќе влезе во сончевиот систем. Меѓутоа самиот судар би бил катастрофален со земјата. Сега постојат група од така да ги кажеме научници кои што сметаат, мислам за ваков развој на станите. Така еден од нив е Џон Џенкинс, кој што смета дека кога сонцето ќе изгрее на 21 декември 2012, земјата со сонцето и со центарот на галактичката рамнина ќе настане порамнување, односно тие ќе се најдат на една линија. Значи ова појава, астрономска појава се случува за време на прецесијата и рамнодневницата, значи обично на Дали само планетата Земја и Сонцето се во иста линија или сите други планети? Па не, сите други планети во однос на Земјата, во однос на Сонцето, на онаа линија помеѓу Земјата и Сонцето бегаат. Значи бегаат некаде од 3%, од 3 степена, па се до 17 степена, кај што највеќе одбегнува последната планета Плутон, нели? Сега при овој феномен, ваков кој што ќе се случи, кој што се случувал во текот на историјата, значи овие научници сметаат дека може да дојде до некои појави, а тоа е да дојде до промена на магнетните полови, значи до промена на половите, и при тоа да се наруши она трите појаси на радиација што се наоѓаат нели околу земјата. И при тоа, нели, самото сонце со неговото влијание, односно со неговите гама зраци, буквално све овдека ќе спржи на земјата. Исто така еден друг, така би го нарекол научник, Майкл Царон, он
сметаат дека оваа појава нашево сонце, значи ова се случува на секои 225 милиони години и оно движејќи се, значи при ова на секои 33 милиони години влегува во еден ваков процес. Значи и нормално при ова настанува таа промена на овие магнетни полиња и нормално со промена на магнетните полиња нели настанува и пореметување на општо на целиот овој живот овдека на земјата. Сега гледано од астрономска гледна точка, значи според нивното тврдење нема никакви астрономски докази, затоа што сето ова што било се случувало и порано, да речеме пред 33 милиони години, кој што тврдат овие двајца научници, не е забележана никаква промена овдека на земјата, значи никакви случувања, никакви промени на и покрај тоа што се случило истиот распоред на планетите, односно мислиме на планетата Земја во иста линија со Сонцето. Да. И значи, тоа е астрономска појава. И истото астрономска појава, меѓутоа не се случува ништо. Видете, едно нешто е точно. Точно е тоа дека доаѓа дека магнетните полови се најмалку испитани од овдека на земјата. Значи и евентуален крах на овие магнетни полови би било страшно погубно за земјата. Меѓутоа тоа се случува на еден подолг период. Значи целиот тој процес трае, да речеме, па не со милиони, можда и со милиарди години, затоа што самите магнетни полови, значи центарот на магнетната на она место кај што се да речеме кај што се допираат, кај што се сечат магнет на северниот пол и меридијанот доаѓа некаде 11,33 степена во однос на точната позиција од центарот на северниот пол. Значи ова е преместено некаде према Канада. И пример, еве најпросто кажано, ако го свртите компасот, он ќе ви покаже север, меѓутоа ја покажува север со грешка од 11,33 степена. Значи тоа во самата астрономија отстапување, да. Така. Према лево, еве сега кога гледаме на карта, пример обично така попросто да кажеме. Ово отстапување се нарекува магнетна деклинација и самите бродари, оние кои што пловат на големи дестинации во правецот југ-север, они го знаат, ја знаат оваа грешка што се јавува кај магнетите и они тоа при своето рачунање за своето патување они го имаат предвид и го рачунаат. Исто така и GPS системот што можеме на компјутери да го современа технологија. Да, современа технологија, он при своето рачунање за северните делови, значи за северната и за јужната полутопка го зима во обзир овие 11,33 степени. Така да гледано од астрономска гледна точка, ова што сега ќе се случи после 3 години, нели на 21 2012. Да, декември 2011 представува само еден астрономски феномен. Повторување на нешто што веќе било и не мора да значи дека ќе биде катаклизмично. Да, тука многу се надоврзува и овие двајца научници што преска ги спомнав се надоврзуваат многу и на календарот на маите. Значи маите се цивилизација која што некаде цветала од 6-7 век пред Христа, па се некаде до 15-16 век, откако дошле шпанците, нели, кои ги уништиле. Сега, циклусот на календарите на маите, тој граѓанскиот календар, наречен Хаап, еден нивни циклус завршува на 21 декември 2012 година. Значи, тој е циклус кој што маите имаат еден доста софистициран календар, поточен во однос на денешниот грегоријански календар, и оттаму се зима таа претпоставка дека ете тогаш светот завршува со тој 21 декември. Значи тој е еден циклус као што да речеме во црквениот календар постои еден циклус наречен голем индиктион, кој што започиња некаде 5508 година пред Христа. Значи тоа се зима од тогаш и така да денеска ние сме во 15-тиот индиктион, во 68 година од 15-тиот индиктион. Значи тоа се едни циклуси, големи временски циклуси, кои што ете така, за некој попрецизно мерење или за поточно дефинирање во старите периоди, се земаат као такви. Меѓутоа, од тоа нема никаква врска, затоа што, нели, после 21 декември 2012, наредниот ден ќе си биде 22 декември,
ние астрономите ќе имаме можност тоа, мислам, за жал, ако тогаш време, мислам, да ако... се надеваме дека во 2012 21 декември ќе имаме убаво време, снежно време, ама сега, топло нека биде. Да, не мора да биде топло, мислам дека сега колку ќе може да се сними тоа со нашиве телескопи, нормално ќе биде знак на прашање. Добро, Хабел ќе свавши. Да, Хабел и останатите телескопи што кружат околу Земја ќе ни го дадат као слика тој феномен. Ехо,